Почитувани, добар ден. Ги следите вестите на Канал 8. И покрај најавите, градинката Павлина Велјанова во Кучани од 1 септември не започна со реализација на владиниот проект за двосменско работење на јавните институции во Македонија. Воведувањето на втора смена е проблематично поради недостигот од воспитувачи и помошен персонал, а неопходно е и просторно адаптирање и обезбедување дополнителни средства за грејење и ладење на објектите. 4 клона на детската градинка Павлина Велјанова од 1 септември не започнаа да функционираат со двосменско работно време. Иако оваа јавна установа беше опфатена со пилот проектот на Министерството за труд и социјална политика, во кој се вклучени слични објекти и во Гевгелија, Радовиш, Охрид, Тетово и Прилеп, новиот начин на работа не можел да се примени во планираниот рок поради објективни причини. Од Кочанската градинка велат дека тие не се против одлуката за новиот начин на функционирање, но барем засега во ниту еден од клоновите не може да започне со работа втората смена, како и секоја прва сабота во месецот да биде работна. Пред да се спроведе оваа иницијатива, потребно да се исполнат некои неопходни услови. Вработување на стручен кадар и технички персонал, опремување и адаптирање на просторен капацитет, како и до обезбедување на средства во буџетот, кои што ќе бидат дополнителни за грејење во зимскиот период и за ладење во летниот период. Градинката во Кочани спроведе анкета меѓу 514 родители, од кои околу 150 се изјасниле позитивно за воведување втора смена, а 85 ја поддржале иницијативата да се работи и една сабота во месецот. Сепак, од детската установа оцениле дека анкетните прашања се општи и не се однесувале на личната потреба на родителите. Затоа ќе се спроведат дополнителни консултации и испитување на можностите за двосменско функционирање. Во текот на втората половина од месец септември ќе бидат организирани родителски средби со родителите во воспитните групи, каде што ќе им биде детално објаснето оваа мерка на кој начин ќе се спроведува. Ќе разговараме со нив, ќе ги утврдиме нивните реални потреби, значи на вистина кој има потреба за воведување на оваа мерка. Кога ќе се изјаснат со одговорот да, ќе им биде побарана потврда дека еден од родителите на вистина работи во втора смена и на вистина за нивното дете нема кој да се грижи по тој временски период. Серафимова додава дека по дополнителните консултации ќе биде доставен нов извештај до Министерството за труд и социјална политика, во кој ќе биде утврден бројот на потребниот кадар, па дури потоа би можело да се бара согласност од општината како основач да даде одобрение за двосменско работење. Освен тоа, неопходно ќе биде да се најдат и средства за физичко обезбедување на градинката во текот на втората смена. Се до тогаш, 4 клона на градинката ќе останат со старото работно време од 6:45 до 17 часот. Ако има потреба и ако се создадат услови за нови вработувања, тогаш градинката во Виница ќе воведе двосменско работење. Новата учебна година стартуваше со 335 дечиња во 5 градинки во градот и населените места. Во 5 градски и селски објекти на градинката во Виница новата учебна година започна со 335 деца. Листата на чекање конечно е сведена на нула, така што проширувањето на капацитетите во изминативе неколку години конечно вродија со плод. Стартувавме септември сега со 340 деца во 5 објекти, од кои 180 во матичниот објект, 120 во оваа градинка, старата градинка, 21 во Истивања, 13 во Трсено и за почеток само 5, се извинувам, 13 во Блатец и само 5 во Трсено. Меѓутоа, во Трсено посебно очекувам има најави за зголемување на бројката на деца. Има ли родители што не успеа да ги сместат децата? Не, за сега сите деца се изгрижени, што имавме пријави, недет на 14, над 70 нови деца. Воведувањето на втора смена зависи пред се од потребите на родителите, но и од условите за финансирање нови работни места. Бидејќи тоа е одлука на владата на Република Македонија и Министерството за труд и социјална политика, ние како установа сме должни да ги почитуваме нивните одлуки и наредби. Према нивните најави, доколку и едно дете има заинтересирано што сака да ја почитува градинката во втора смена, треба да му возможниме услови. Токму заради тоа ние веќе имаме на објектите истакнато соопштенија во кое ги молиме родителите на вистина оние што имаат потреба од
децата да пестуваат втора смена или првата сабота во месецот, да понесат барање во писмена форма до установата да се разгледаат. Имавме порано пред некој време правевме некоја анкета, се пријавија доста голем број на родители, меѓутоа дополнително утврдивме дека некои иако се пријавија за втора смена, сепак изјавуваат дека нивните деца нема да ја пестуваат градинката во втора смена. Така да сега значи ги молиме родителите сериозно, че они што имаат потреба да понесат барања, да ги разгледаме. Сега проблем во градинката ќе биде организирањето на втора смена поради кадрски проблеми, недостаток на кадар и простори, меѓутоа во договор со локалната самоуправа се обидуваме тоа да го решиме. Меѓутоа како прво очекуваме да видиме колку ќе се јават сериозни родители за сместување во втора смена. Но инвестициите во надградба и подобрување на условите за престој продолжуваат. После замената на старата кровна конструкција се работи на хортикултурно уредување на дворот околу централниот објект. Во најава е и продолжување на проектите за инклузија на деца роми, со кои предучилишна социјализација треба да стекнат 58 деца од ромска националност. Поради распишување на локалните избори, во прашање е доведено и пуштањето во употреба на новата градинка во Зрновци. Градоначалникот Станков истакна дека ќе се заложат по основ за вработување на итни и неодложни работи, истата да се пушти со работа, бидејќи во неа веќе се запишани 50 деца, а ќе се запишат уште најмалку 10. Општина Зрновци особено внимание посвети на еден од најприоритетните проекти – изградба на детска градинка во Зрновци, со цел згрижување и воспитание на децата од предучилишна возраст. Од неодамна овој објект е целосно завршен, поставена е целокупната опрема, објектот е партерно уреден и со тоа ги исполнува условите за успешно обавување на дејноста. По направениот увид од страна на стручни лица од Министерството за труд и социјална политика, општината доби одобрение од Министерството со цел регистрација на детската установа, а потоа веднаш и со отпочнување со работа. Но локалните избори го доведоа во прашање нејзиното пуштање со работа. С оглед на тоа што веќе имаме запишано повеќе од 50 на дечиња, меѓутоа во најава се уште 10. Така да навистина родителите очекуваат дека во најскоро можно време ќе отпочнеме со работа. Јас за жал морам во оваа прилика да кажам дека е доведено во прашање отварањето поради тоа што веќе имаме распишани избори. Меѓутоа еве се обидуваме деновиве по основ на вработување за хитни неодложни работи да успееме да отвориме и детската градинка во Зрновци. Бидејќи веќе видовме дека од антикорупцијска комисија е дадено позитивно мислење за вработување на нови лица во образованието. Јас се надевам дека овие согласности наскоро ќе ги добиеме од Министерството за финансии, со кои согласности ќе можеме да вработиме лица, се со цел да можеме да отпочнеме со работа и успешно да обавуваме дејност. Градинката во Зрновци е градена со средства од ИПА фондовите на Европската заедница во висина од 230.000 евра. Опремата целосно е обезбедена од Министерството за труд и социјална политика. Многу слаб одзив имаше во Окучани на јавниот повик за поддршка на млади земјоделци што го објави Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој. На огласот се пријавиле само 2 лица, а нешто подобро поминал повикот за поддршка за подигање нови овошни и лозови насади. Младите жители на општина Кочани не се премногу заинтересирани да се занимаваат со земјоделство, ниту пак да отпочнат бизнис поврзан со земјоделското производство. Доказ за тоа е што само двајца, еден од Кочани и еден од Тракање, се пријавиле на јавниот повик на Агенцијата за финансиска поддршка на земјоделството, со кој им се нудеше 100% враќање на парите што би ги вложиле во нивната инвестиција. Не помогнала ниту кампањата и информирањето на потенцијалните апликанти од страна на Агенцијата за поттикнување на развојот на земјоделството, што се одвивала се до последниот рок на повикот, кој траел до почетокот на овој месец. Од агенцијата велат дека на стартот кај нив имало јавувања за начинот на аплицирање и за условите што треба да се исполнат, но крајниот резултат од сето тоа е слаб. Ние како Агенција за поттикнување на развојот на земјоделството имавме улога да и помагаме на нашите земјоделци со изготвување на проекти, технички и деловни планови во врска со поднесување по овие огласи. И можам да кажам дека за жал одзивот беше слаб,
овој пат, иако ние имавме една одредена кампања за информирање на нашите земјоделци. И по огласот за млад земјоделец имаше интерес, но многу малку апликации дојдоа кај нас, само 2. Но и тие 2 беа изработени квалитетно и пуштени. Губењето на интересот меѓу младите да се занимаваат со земјоделство е поради ниската доходовност и нерентабилноста на производството. Освен тоа, една од причините за слабиот интерес за пријавување на повикот за млад земјоделец е и долгиот рок од прифаќањето на апликацијата па до исплатата на средствата од страна на Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството. Поради тоа, младите земјоделци не се во можност навреме да ги вратат инвестираните пари, за да можат да ги вложат во нов производствен циклус. Слично како и повикот за млад земјоделец, поминал и проектот за поддршка за подигање нови овошни и лозови насади, за што од Кочани се пријавиле само 4 земјоделци. Локалната самоуправа на Кочани планира да вложи над 12.000 евра за набавка на електричен скутер и станица за полнење на електромобили. Рокот на тендерската постапка заврши деновиве, а средствата се обезбедени од општинскиот буџет. Општина Кочани ќе го модернизира возниот парк со набавка на електричен скутер за потребите на вработените. Како дополнителна опрема за негово обслужување ќе купи и станица за полнење електромобили. Проценка е дека целата инвестиција ќе чини околу 750.000 денари без трошоците за данок на додадена вредност, а средствата се обезбедени од општинскиот буџет. Процедурата за набавка е во тек. Деновиве истече рокот за пријавување на заинтересираните понудувачи по објавениот јавен повик на тендерската постапка. Според спецификацијата во повикот, се бара електричниот скутер да задоволува одредени карактеристики, односно да има моќност од 3 киловати и да може со едно полнење да обслужува опсек од околу 70 км. Максималната брзина треба да биде до 50 км на час, со носивост до 200 кг. Освен основната, потребно е со скутерот да се обезбеди дополнителна опрема, како фиока за ракавици, заден сандак, мобилна апликација за надзор, кацига и други поединости. Покрај скутерот на струја, општината планира да набави и станица за полнење електромобили, која треба да има 2 приклучока од кои секој треба да обезбедува моќност од по 22 киловати. Во спецификацијата е нагласено дека станицата треба да овозможува за 3 часа да се наполни акумулаторот на електричното возило за да обезбеди непрекинато возење до 100 км. Од понудувачот се бара во вкупната цена за набавка да ја вклучи и инсталацијата на станицата, како и да обезбеди соодветна обука за начинот на нејзино користење. Доколку целата процедура за јавната набавка помине без проблеми, се очекува електричниот скутер во возниот парк на општина Кочани да се појави во период од 2 месеци. За 20 дена се очекува да заврши целосната изградба на фекалната канализација во село Трсино, Виничко. Истата е во должина од 500 метри, а за изградбата ќе бидат потрошени 670.000 денари, средства обезбедени од општина Виница. Жителите на село Трсино, Виничко конечно ќе добијат нова фекална канализација. Општина Виница пред 2 месеци распиша тендер и започнаа подготовките за изградба на нова фекална канализација во ова село. Се работи за должина од околу 500 метри и сума од околу 670.000 денари, исто така финансирана од страна на општина Виница. По завршувањето на изградбата на фекалната канализација во село Истибања, истиот изведувач ќе премине кон изградбата на канализацијата во село Трсино. Инаку во село Трсино ние веќе имаме изградено околу 600 метри фекална канализација и оваа втора фаза од канализацијата во Трсино ќе опфати, како што кажа, околу 500 метри и останува уште трета фаза со што ќе биде покриена целокупното село Трсино со фекална канализација, која е некаде под претпоставки околу 100 метри и која што ќе биде изградена во текот на наредната година. По целосната реконструкција на фекалната канализација во село Истибања се очекува и оваа во село Трсино да биде готова за 20 дена. Инаку, во село Истибања се работи на реконструкција на веќе постоечка канализација, а во село Трсино за изградба на сосема нова.
Екстерното тестирање досега го одложуваше реализирањето на екскурзиите. Со неговото укинување се смени и распоредот на реализирање на научните екскурзии за учениците од 9 оделение. Наместо во октомври ќе се реализираат во мај следната година. Традиционалната екскурзија за учениците од 9-тите оделенија кои го завршуваат основното образование наместо во октомври ќе се реализира во месец мај наредната година. Вака одлучи активот на наставници од 9-тите оделенија во основното училиште Никола Карев во Кочани. Сега се договоривме на ниво на активи, значи од 9-тите оделенија, обично ги вршевме екскурзиите во месец октомври. Затоа што сега веќе е укинато екстерното и сепак се надеваме дека остана, значи они да се договорат на ниво на активи, негде ќе бидат, значи мај-јуни. Значи тоа е една новина за ова учебна година, со тоа што ќе има време и да заврши патронатот во крајот на април месец. Почетоко знаеме дека мај месец ни се овие надпреварите општински и републички и се надеваме во тај период, значи планирано веќе во годишната програма крајот на мај, почетокот на јуни да бидат овие тродневните екскурзии, дводневните екскурзии и еднодневната екскурзија. Андов додава дека во месец мај пак ќе се реализира наставата во природа за учениците од 5-то оделение. Во мај или почетокот на јуни, Андов нагласи дека ќе се реализираат и останатите екскурзии планирани со наставната програма во оваа учебна година. Следува информацијата од спортот. Викендов продолжуваат надпреварите во првенството на втората фудбалска лига. По двонеделната пауза ќе се игра второто коло, во кое фудбалерите на Осогово ќе гостуваат во Кавадарци против екипата на Тиквеш 1930. Надпреварите на државната репрезентација во квалификациите за светското фудбалско првенство беа причина за двонеделниот одмор што го имаа екипите од првата и двете втори македонски фудбалски лиги. Во деновите од викендот што престои, првенствата ќе продолжат со одигрување на четвртото коло во првата и второто коло во вторите лиги. Во источната група, в сабота второлигашот Осогово ќе патува во Кавадарци на средба со Тиквеш 1930. По победата во првото коло на домашен терен против Кожув, жолтосините ги очекуваат тешко гостување против стариот и добро познат ривал, поради што неизвестно е со каков резултат ќе се вратат. Освоените 3 бода од првото коло не се гаранција оти екипата е во кој знае каква форма. Уште посериозен показател за тоа е што во паузата на Никола Мантов се одигра еден пријателски надпревар против третолигашот Китго Пехчево, кој победи дури со 4:0. Таквиот епилог треба да биде отрезнување за играчите на Осогово, оти влезот во второлигашкото друштво и успехот на стартот на првенството не значат оти и понатаму ќе биде лесно. Посебно што кавадарчани на домашен терен ќе бркаат резултат, откако во првото коло паузираа на средбата со фаворитот Беласица поради зафатеноста на теренот во Струмица. Во моментот, со освоените 3 бода и по добрата гол разлика, жолтосините се втори на табелата веднаш зад Штипска Брегалница. Но тоа има само символично значење дека двете екипи треба да бидат конкуренти за горниот дел. Дали ова ќе се оствари во практика, ќе покажат наредните кола, во кои повеќе од сигурно е дека ќе има изненадување од екипите кои уште на стартот се сметаат за аутсайдери.
Почитувани толку во ова издание на вестите на Канал 8. Имајте убава вечер со нашата програма. Довидување.